Малите и средни бизниси во Македонија не инвестираат во заштита на сајбер просторот и се подложни на хакерски напади од кои што трпат огромна штета. Не само фирмите, туку и граѓаните имаат ниска свест за присуството на сајбер криминалот во земјава, смети универзитетскиот професор по компјутерски науки Југослав Ачковски. Според него во Македонија потребно е да се формира агенција за сајбер простор, по примерот на развиените земји. Бизнис секторот и владините институции треба да инвестираат во образованието, сајбер безбедноста и подобрувањето на односите со партнерските држави и институции, подвлекува Ачковски. Во смисла на тоа сите гледаат да ги намалат трошоците во однос на инвестирање на таа дигитална инфраструктура, но од друга страна свесноста за и чинењето, значи новие сите работи кои што би требало таа инвестиција да се направи, од друга страна се појавува да има проблем во однос на од една страна имаме заштита, но од друга страна имаме можност за многу поголема загуба. Според познавачите, граѓаните не се доволно информирани и имаат ниска свест за заштита на сајбер просторот. Лозинката од 8 карактери со алгоритмите на вештачката интелигенција се пробива многу лесно, предупредува Ачковски. Развиените земји веќе имаат заборавена лозинката, кај нив е воведена употреба на биометриски карактеристики во системите. Во иднина се очекува, значи, се повеќе имплементација и воведување на биометриски методи за заштита, односно користење на биометриските карактеристики на индивидуата. Односно, лозинката која што е денеска, утре ќе биде користење само на биометриски методи, кои што човечкото суштество е сам свој клуч. Според статистиката на МВР, ланската година во земјава има двојно повеќе пријави од луѓе за сајбер злоупотреби од претходната 2022, додека пак пријавите од страна на фирмите за минатата година во однос на 2022 двојно се намалени. До секторот за компјутерски криминал при МВР за 2022 година од страна на физички лица доставени се 77 пријави, а од страна на правни лица доставени се 49 пријави, додека за 2023 година од страна на физички лица доставени се 175 пријави, а од страна на правни лица доставени се 22 пријави. Имено, според последната анкета на Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти при Агенцијата за електронски комуникации, 72,5% од граѓаните во државава преземаат мерки на безбедност при користење интернет. Тие се заштитуваат со антивирусни програми. Станува збор за население од 35 до 55 години, кое што има повисоко образование. Резултатите од анкетата се за последните 2 месеци од минатата година.